Трета година поред се одржува оваа манифестација. Сакам да прерасне во традиција, да продолжи после нас. Годинава за прв пат распишуваме литературен конкурс на познатата фраза од Конески "Јазикот е нашата татковина". Имаше голем одзив од страна на учениците, како од основните, така и од средните училишта. Фондацијата за култура и спорт успеа и општина Куманово успеа да одвои средства за овој настан, да ги награди првите 3 места од сите категории и од основни и од средни училишта. Ние сме задоволни како професори, ги вреднувавме, сметам реално, и сакам до година да биде уште помасовно. Сега за сега ќе присуствувате на настанот, ќе видите, има балетска точка, има рецитација, има наградените ќе читаат своји творби, а особена чест ми е да ја најавам добитничката за роман на годината, нашата сограѓанка Оливера Ќорвезиовска, која што издвои време да дојде на овој настан, да ни испочитува и нас, и нашиот град. Ќе одржи една поздравна беседа, во која што ќе ги спомене многу важни работи за нашиот јазик. Па ве повикувам сите, и вас медиуми, и граѓаните, и благодарам на сите што дојдоа, да се надеваме до година да бидеме уште во поголем број. Јазикот е нашиот идентитет. Што најмногу ви пречи како професор по македонски јазик, кога ќе го слушате јазикот и кај помладата и кај повозрасната генерација? Особено ми пречат странските термини за кои што ние имаме богат јазик, жив јазик, и особено ми пречи, дури да кажам ме инервираат кога употребуваме такви зборови кои што не ги разбираме, за кои што ни треба речник за да ги протолкуваме. За секоја фраза, за секој израз, македонскиот јазик е толку многу богат јазик, што имаме израз да употребиме. Тоа на прво место младите, како тие комуницираат меѓу себе, со некои чудни кратенки, со некои чудни зборови, кои што понекогаш морам да ги потпрашам, а што е тоа? А што сакаш да кажеш со тоа? Тоа е социјалните мрежи. Тоа е модерно време. Како што е мобилниот телефон што го истисна фиксниот телефон, така и овие фрази го истиснуваат фразите од нашиот јазик. Тоа е, да речам, универзален јазик кој што се разбираат младите од целиот свет. За жал така е.